дали се надзира вашиот став за тоа дали ќе учествувате во техничката влада? Мојот став е дека во вакви услови, кога е тоа регулирано со закон, ВМРО-ДПМН треба да учествува во таа техничка влада, треба да номинира своји представници, но истовремено треба да се воздржи од гласањето на составот на таа влада. Джим О'Брајан во Скопје, знаете што рече, дека тој лично би размислил дали би гласал за некој што вели можем да дојдам до подобри услови, подобра понуда, при тоа не кажува каква е и има една додавка што ја прескокнува, таа е многу важна и не кажува зошто тоа би било прифатливо и за другите. Да, тоа беше кажано на медиумот за кој што сега даваме интервју и ценам дека прашањето беше наведувачко од страна на новинарот што го правеше тоа интервју. Тој манипулираше со ВМРО-ДПМН во прашањето. Во што беше манипулацијата? Ке се вратаме на тоа, ќе ви одговорам. Еве, јас ќе ви кажам. Беше очигледно дека таа теза на било кое прашање сака да ја каже, затоа што два пати ја повтори во интервјуто. Господинот О'Брајан, два пати ја повтори на различни прашања. Да, но не го сваќај тоа лично. Сега дека е поврзано со медиумот, ќе ви дадам одговори на тоа прашање, само да довршам тезата. И јас сум подготвен својот став да го бранам воз основа на своите аргументи и своите позиции кои што ги имам. И тоа го направив и со господинот О'Брајан на таа средба од 1 час. Подготвен ли сте да прифатите дека сепак во државата постои една подемократска атмосфера, споредено со 2016 година? Па не мислам дека е така, не го делам тоа чувство.